Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје ви посакувам. Добре дојде и ве очекуваме во голем број да не следите и ова утро и во ова ново издание. Зборуваме за ехо или ултразвучен преглед на меките ткива со посебен акцент за важноста на ваквиот преглед во откривање на рани промени на жлезденото ткиво на дојката. Сето ова во рамките на одбележувањето на месец октомври, розовиот месец, месецот посветен на раното препознавање и откривање на промените на дојката, односно борбата против карциномот на дојка како едно од најчестите малигни заболувања кај жената. На оваа тема утрово разговараме со доктор Наташа Башуровска-Маринчевска, специјалист интернист од Промедика Медикал Центар. Велам добро утро и добре ни дојдовте, доктор Наташа. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Да. Многобројни активности, кампањи во текот на овој месец, ама секогаш велиме во текот на целата година треба да зборуваме токму на оваа тема. За да дојдеме до моментот зошто е важен ултразвучниот преглед и ехото кај дојката, само што значи ултразвучен преглед и ехо? Така, значи, ултразвук е една неинвазивна дијагностичка процедура при која со помош на ултразвучни бранови ги гледаме органите во човечкото тело. Таа е комплетно безболна процедура при која што нема никакво зрачење, се изведува со помош на сонда и се изведува со аплицирање на гел на кожата на пациентот. Е краткотраен преглед до максимум 15-30 минути. Да. И ова, како рековте, како се изведува, веројатно и најмногу и секогаш ги интересира пациентите кои заради различни индикации или пак некогаш и без симптоми, како еден редовен превентивен преглед би го направиле. Како изгледа подготовка претходна, потребна ли е, колку трае, како се изведува? Не е потребна никаква подготовка конкретно за овој тип на ултразвук, за другите типови, да, потребна е некој тип на подготовка, се изведува нели во ординација, пациентот легнува најчесто на грб и ја соголува кожата во зоната каде што треба да гледаме. Се аплицира гелот кој што ни служи за пренесување на тие ултразвучни бранови и лекарот со помош на сондата ги гледа органите, гледа нивната структура и промените. Најболи кажав уште на почеток, така да нема од што да се плашат кога закажуваат ваков преглед. Така да, може да се откријат рани промени, доколку би се појавиле, бидејќи на меките ткива може нели да се појават најразлични промени. За сето ова зборуваме веднаш по првиот блок реклами, ќе погледнеме реклами, а јас во исто време ги поканувам и нашите гледачи да се јават, да постават прашање, да се вклучат во емисијата за да го добијат советот и препораката за проблемот кој што го имаат. Со доктор Наташа Башуровска-Маринчевска, специјалист интернист од Промедика Медикал Центар, зборуваме за еходијагностика, односно ехото, ултразвучниот преглед и кај меките ткива, но и кај откривање на промени на жлезденото ткиво на дојката. Споменавме што е, како се изведува, колку време трае, зошто и како, некогаш по индикација одредена заради одреден проблем, некогаш и без симптоми, за да се направи како редовен преглед. Што се меки ткива кога веќе ги споменуваме? Што се влегува во тие меки ткива? Меки ткива е еден термин кој што опфаќа повеќе органи и системи. Таму влегуваат мускулите, тетивите, кожата, подкожното ткиво и секако нели ехото на дојката и на лимфните јазли. Така да. Ако се јават случајно промени, навреме да се откријат тие промени, но велиме кај дојката кога зборуваме, тука е многу важна нели раното откривање, препознавањето, најразлични промени, не мора секогаш малигни да бидат тие, меѓутоа доколку редовно правиме прегледи би ги откриле. Во месецот октомври посветен на борбата против карциномот на дојка. Што се дојки како дефиниција, мораме од тука да почнеме и да објасниме. Така, дојките се парни жлезди кои што се сместени од на предната страна на градниот кош во неговата средина. Се состојат од жлезди, од канали, се состојат од масно ткиво и од крвоносни садови. Дојките стимулирани со хормонот пролактин во периодот кога жената ќе се породи и треба да дои, започнуваат синтеза на млеко, таа е нивната функција.
Така, да. Како малигно заболување најчесто застапено кај женската популација, загрижуваат ли бројките и податоците од година во година за застапеноста на карциномот и токму оттаму потребата многу повеќе да зборуваме, многу повеќе да советуваме, односно да ја подигнеме свесноста кај жените за раното откривање на промените, односно превенцијата, редовните прегледи кои спасуваат живот? Така е, да, значи последните 5 години има пораст на сите карциноми, но особено на карциномот на дојката, и тоа во споредба со можеби пред 10 или 20 години поместена е границата кога истиот се појавува. Ако пред 20 години не сме можеле ни да замислиме карцином на дојка во 20 годишна возраст, сега за жал е се почест. Така и некако дали праксата го покажува тоа на онаа средна возраст кај жените. Околу 40-тата, по 40-тата година, кога уште и не помислуваме дека треба да се направи мамографски преглед, бидејќи нели според стандардите така во поодминатата возраст не се правил тој. Идеално би било ултразвук на дојка да се прави од нашата 20-та година, и јас така викам до крајот на нашиот живот. Треба да се прави барем еднаш годишно. Доколку се забележат некои промени кои што не се карциномни, за да се пратат тие промени со текот на времето, исто се препорачува ехо на дојка да се прави на секои 6 месеци. Над 40-тата година се препорачува да се прават двата прегледи, тоест да се прави и мамографија, таа ќе биде на секои 2 години, и ултразвучен преглед секоја година. Да. И најдобро е двата прегледи да се прават, кога веќе ќе се прави мамографија да се направи и ехо, така да не остануваме само на едното? Па да, би било идеално, затоа што на 40-тата година започнуваат едни структурни промени во ткивото на дојката. Започнува период на перименопауза и менопауза. Дојките како орган дотогаш биле спремни за евентуално доење. После 40-тата тој можноста за забременување не дека не постои, но се намалува. Со самото тоа паѓа нивото на хормони во телото на жената и започнуваат едни промени во ткивото на дојката. Тоа ткиво што еднаш било активно и способно да прави млеко, сега, ајде така да го наречеме, инактивно ткиво, тоа се заменува со фибромастопластично ткиво. Така да на 40-тата година, за да добро се забележат овие промени, потребно е да се направат и двете процедури. Постојат промени на дојките кои што не можеме да ги визуализираме на мамографија, како например цистите, не можеме ни да ги пратиме, за разлика од тоа па има промени кои што на ехото не се гледаат. Така да идеално би било за сите жени на 40-тата година да прават редовни скрининзи и да ги прават овие две диагностички процедури. Така, и индивидуално според состојбата или она што ќе биде откриено или може и да не се открие, се да биде како што треба, ќе се препорачува на жената така кога следниот преглед на колка временски период да се направи. Секогаш е пораката и да немаат симптоми, да ги прават како прегледи. Така, да. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Убава емисијата и убаво зборува докторката, меѓутоа постои една вистина дека ние пациентите не можеме да дојдеме до термин. Јас конкретно имам фамилиарна анамнеза, 2 години чекам термин за мамографија. Пред 2 години направив мамографија, докторот назначи дека е потребно за 2 години. Матичната ми вика одете приватно. Како може приватно да има веднаш термин, а во редовна процедура да нема? Тука се содруваме со проблеми и ве молам малку на тоа да се поработи. Убава е оваа
Мислам. Така, да, ве разбираме сосема, ви благодариме за јавувањето, го прифаќаме и секој коментар, бидејќи Така, да. тие се нели добронамерни, кога имате некаков проблем, така гледате најдобро да го најдете Да. и најбрзо решението. Би сакале да можеме да помогнеме, Така. да има почесто термини, но за жал не е во наш домен. Така, да. Во Промедика Медикал центар само ехо ултразвучен Да, преглед се да. прави, мамографија нема. Не, да. Меѓутоа за овие прегледи може секој понеделник ги имате оние промотивни акции Да, кои да, што ги да. нудите за пациентите. Да, секој понеделник е на 50% цената за ултразвучниот преглед. Така, да. И не само, велиме сега, го посветуваме на борбата против карциномот на дојката, меѓутоа ултразвучниот преглед своја примена така и во други. За други проблематики може да се направи. Па да, ултразвучниот преглед, ајде на ехо не гледаме секогаш само карциноми. Дај Боже да не гледаме Да. карциноми. На ехо преглед се гледа два типа на промени, да речеме, промени кои што се бенигни и промени кои што се малигни. Во бенигни промени влегуваат цисти. Цистите се едни јасно ограничени површини внатре во ткивото, кои што се исполнети со течност. Може да се визуализираат фиброаденоми. Тоа исто така јасно ограничена површина, но внатре нема течност, туку има ткиво. И може да се забележат поретко, но проширени канали, кои што се викаат дуктектази, може да се забележат калцификати на дојката, така да на ехо не се гледаат само малигни промени, туку се забележуваат секаков тип на промени уште во нивната најрана фаза. Така, да. И тие промени понатаму со ехо се следат, така, бидејќи цистата Да, да. големината колку ќе расте, какви може да потешкоти се ќе промени, направи, може да се воспали, може да направи калцификат во неа, така да затоа велиме еднаш годишно, доколку нема никакви промени во ткивото. Но доколку има промени, тогаш веднаш се добива препорака ехото на дојка да се прави на секој 6 месеци. Ретко, многу ретко од овие бенигни промени може да се изменат и да станат малигни. Затоа е битна редовната контрола, за навремено да откриеме и да спречиме. Така, да. Секоја промена на дојката би не исплашила, дури и кога го правиме и само прегледот, меѓутоа тоа не значи дека секогаш станува збор за најлошото, затоа тука се лекарите, стручните лица да го направат соодветниот преглед така и да препорачаат што понатаму би се правило. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Ало, добро утро. Ве слушаме, добро утро. Да, поздрав многу до вас, Билјана. Ви благодариме. Во Рамстор се сретнавме и ви благодарам многу на вниманието. Сега да ја прашам гостинката, значи се работи за една моја пријателка од 32 години, на која и написале на наода дека има бират 2. И таа е толку вознемирана дека е млада, нели? И сега дали алармантно ништо не ја објасниле, само толку бират 2 и нешто тамо некоја промена ми ја кажа, ама мене ми личеше дека не е страшно, ама сега она слуша, па да и кажете дека не е страшно, мислам, благодарам многу, поздрав. Ви благодариме. Значи, бират се класификација, а според неа се класифицира колку и какво е жлездестото ткиво на дојката. Не е диагноза. Просто служи како алатка за дали истиот доктор ќе ја гледа или дали некој друг доктор ќе ја гледа, да види, му даваме на знаење каква е жлездестата структура на дојката. Не диагноза. Просто е опис на ткивото. Значи, да не се вознемирува, да се ги прави редовно контролите, но да не се вознемирува, не добила никаква диагноза, а најмалку страшна. Така, да. Затоа тие некои информации од докторот ни се потребни во моментот, така, Да, дали да нас смират, дали да разбереме за што станува збор, за да не почнеме после нели да читаме или да прашуваме, па да се изгубиме во сето тоа море на информации. Густи дојки, така, има како што со прегледите кај густите дојки. Можат ли сите промени убаво да се видат? Да,
Пак ќе кажам, со овие два типа на прегледи се забележуваат промените, значи зборам и за ехо и за мамографија уште во најрана фаза. Промените двојат од нормалното ткиво на дојката. Така да и кај тој тип на дојки автоматски може да се забележат сите промени. Така. Што доколку на ехо се забележи некоја промена која што е рано откриена, Так. како понатаму е процедурата и протоколите? Секако треба да се препрати пациентката на торакална. Прво треба да добиеме дијагноза дека таа промена која што нас ни е сомнителна е навистина карцином. И навистина треба нешто да се преземе во врска со тоа. За да поставиме таква дијагноза, потребно е промената која што ни е суспектна да се направи пункција и да се испита хистопатолошки, тоест да се види клетките ткивото дали се изгледа на нормално ткиво или се ткиво со некоја промена, тоест карциномно ткиво. Кога би добиле дијагноза дека е карциномна дојка, наредното е пациентката да се препрати на торакална хирургија за понатамошна, да речам, хируршка интервенција. Так. И после тоа веќе, кога ќе добие дозвола од торакална хирургија, пациентката се препреќа на онкологија за понатамошен третман. Така. Да го слушнеме и следното јавување. Добро утро и за вас. Ало, Повелете. добро утро, во програма сум. Во програма сте, да. Само да поставам едно прашање за докторката. Секако, На ехо ми е диагностицирана плаки на абдоминалната аорта. Па ја молам докторката за тоа што сум многу исплашена, што значи тоа и дали е опасно. Ви благодарам. Ви благодариме и ние вам. Значи, ова е сосем друго ехо. Тука прашањето е ултразвук на абдомен, кај што се гледаат многу органи, меѓу кои е и абдоминална аорта. Таа е главниот крвоносен сад кој што носи крв од диафрагмата за сите органи надолу до прстите на нозете. Плаките најчесто се атеросклеротични плаки, тоест натрупување на тромбоцити и масти на самиот зид на аортата. Тука секако ќе требаат и лабораториски анализи за да се види колкав е холестеролот, прашање дали пациентката е диабетичар, дали има покачен крвен притисок. Секако тука би препорачала да се прави на почесто ехо ултразвук на абдомен со цел да се забележи промената на абдоминалниот зид. Пациентката треба да се потруди притисокот, тензијата да ја донесе во нормала, ако е шекераш шекерот, холестеролот, да се консултира со лекар, да биде дадена соодветна терапија. Ризик доколку не се зголемува и доколку се промени, да речам, стилот на живот или се ординира терапија, би требало да е минимален, да не се плаши, само да прави редовни контроли. Така. Следењето тука е многу важно, така, кога веќе некаква промена ќе биде За восстановена. сите заболувања најважно ни е следењето. Така, да. Да се навратиме на карциномот на дојка, причините, ризик факторите, посебно оние со фамилиарна историја кои што веќе имаат во семејството вакви случаи, тие жени треба уште повнимателни да бидат и поредовни, така, во изведувањето на овие прегледи. Јас пред да ги соопштам ризик факторите, само сакам да кажам дека карциномот на дојката не ја заобиколува ни машката популација. Така. Тоа заборавивме да го споменеме, бидејќи треба да се помисли и тука. Да. За среќа во многу мал број, предпоставувам, меѓутоа на годишно ниво некаде околу 20.000 машки пациенти им се диагностицира карцином на дојката, што од купниот процент на диагностицирани карциноми на дојка е 1%, но не дека не може да се појави. Ова е доста и за мене интересен факт. Препорака и на мажите, пошто доаѓале и такви пациенти, доколку забележат промена,
кај нив најчесто е чувство на грудка, да си направат ехо преглед. И оттаму веќе, доколку промената изгледа специфично, ќе се прават и некои дополнителни, да речам, испитувања. По однос на ризик фактори, кои што треба да ги напоменеме за карциномот на дојката, но воедно и за сите хронични заболувања, прво би препорачала дека треба да се храниме балансирано. Треба да имаме некоја, барем минимална, неколку пати неделно физичка активност. Треба да се потрудиме нивото на стрес да го намалиме. И секако препораката да не се пуши. По однос на дојката конкретно, како ризик. Ова е генерално и општо за здравието на секој од нас, да. И за дојките. Так. Истото важи и за дојките. Кај дојките дополнително со оглед на тоа каков орган се и која функција исполнуваат, постојат некои други ризик фактори. Едната е, како што напоменавте, фамилиарна предиспозиција, да ја наречеме, тоест, кај дојката секогаш, кога класифицираме, велиме малку зголемува ризик и малку намалува ризик. Значи, не дека ако некој во фамилијата има карцином на дојка, тоест не интересира првото колено, како што се мајка, сестра, ќерка, не значи дека би имала и наредното поколение. Статистиката за 2023 година, колку што се сеќавам, беше дека од сите хистопатолошки, тоа со биопсија докажани карциноми на дојка, 25% имаат само фамилиарна позитивна, така ја нарекуваме позитивна фамилиарна анамнеза, тоест кај само 25% имало некој член во семејството претходно кој што имал карцином на дојка. 75% им се појавува првпат во семејството. Затоа пак ќе речам, се битни овие редовни прегледи. Друг ризик фактор може да го напоменеме, тоа е носителството на генетски мутации на гените БРЦА1 и БРЦА2. Од страна на ризик фактор кој што зголемува во мал процент појава на карцином на дојка е доколку жената нема деца, доколку жената подоцна роди деца, доколку жената не дои. Намалене, нели обратно, намалене процентот доколку се раѓа порано, доколку има повеќе од денна бременост, доколку дои подолго. Дори новите препораки се доањето да трае до 36 месеци, тоест до 3 години. Ова би биле изложеноста, исто така е доста битна, изложеноста на хормони, тоест зголемен надворешен внес на хормони, како што би биле, пример, контрацептивните таблети, како што би биле хормоните кои што се примаат во тек на инвитро циклусите. Значи, сиве овие ризик фактори не значи дека ако ги имаме, 100% ќе направиме карцином. Или ќе предизвикаат. Така, но ова се некои показатели каде што можат малку да зголемат ризикот појава. Ама затоа со превенцијата и редовните прегледи, веројатно раното откривање на сите промени ќе значи многу подобра прогноза понатаму, во третманот и во лекувањето. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот веднаш и по овој блок реклами. Доктор Наташа, заради кои симптоми на меките ткива треба да се направи ултразвучен преглед? Најчесто пациентите се јавува на преглед поради болка. Значи, болка во определената зона. Пример, од сите меки ткиви на мускули, нели, кај определениот специјалист, на кожа, болки во дојката. Друга причина ради која се јавува на преглед е доколку чувствуваат или пак напипаат грудка.
Не мора да е само на дојката, пак ќе кажам на сите меки ткива. Исто така може да се појави и оток. Значи да нема болка, да нема грудка, просто само да се појави оток на ткива. Това се најчестите 3 симптоми ради кои што доаѓа на преглед. Доаѓа на преглед и доколку, пример, во таа зона имало воспалителен процес, па треба да се визуализира дали завршил, може да се направи ултразвучен преглед на меки ткива при травма, така да е една широка палета на симптоми. На симптоми, да. Кога конкретно зборуваме за дојката, само прегледот може ли да ни даде некаква првична информација, колку и како треба да го правиме и на кои симптоми да обрнеме внимание, за да се обратиме на лекар и првично да го направиме првиот преглед? Па најчесто е кога почувствуваат грудка во дојката, но има и други симптоми, како што се промена на бојата на кожата на дојката или промена на структурата на кожата на дојката. Може да се вовлече брадавицата, може да има секреција од самата дојка. Најчесто крвава секреција, не е секреција од белузлава што ни асоцира на млеко. Така да се повеќе симптоми и овие се некои на главните што треба да им бидат аларм да се закажат преглед. Так. Само прегледот на колку време да се прави? Идеално би било еднаш месечно под туш. Так. Да И си има препораки како да си се направи тој преглед, барем таа информација можеме и од својот доктор да ја добиеме, така, или пак да најдеме на интернет. Препораките се барем еднаш месечно да се прави под туш со сапун. Целта е за да лизга површината на прстите врз кожата на дојката. Пациентката треба страната која што ја прегледува, таа рака да ја постави во агол од 90 степени и секогаш прво се палпира или се проверуваат пазувите, тоест аксилите. Таму бараме присуство на лимфни јазли. На лимфните јазли се маркер дека има промена, можно е да има некоја промена во околните ткива. Потоа продолжуваме со палпација или преглед на дојката. Јас секогаш им објаснувам. Прво со палпацијата треба да биде со двата прста и започнува од надворешноста на дојката и како со нежно притискање како полжавче од надворешната површина да стигне до ареолата. Потоа во раката се уште во 90 степени, значи цело време треба да биде таа позиција ради местоположбата на дојката кога раката не е исправена. Откако ќе завршат со полукружната палпација, во главата нека си ја подела дојката со 2 линии напречни како крст, да речеме. И тогаш започнуваат подлабока, значи малку посилен настисок во секој од квадрантите. Ова би било идеално да се прави барем барем еднаш месечно. Така, да. Меѓутоа, само прегледот да си останува, ама не да ни остане како единствен преглед кој што би си го направиле сами, па да си процениме дали имаме или не. Ехото си останува по препорака на лекарот кога треба да се направи, бидејќи најдобра визуализација на лике на добиеме на промени. Повеќе не паничи само прегледот, пошто нешто чувствуваме, а не знаеме што е. Да. Не мора секогаш да значи дека е нешто страшно, ќе биде нешто страшно. Во месец октомври многу бројни кампањи, што споменав и на почетокот, нели постојано се зборува за превенцијата, раното откривање, подигнувањето на свесноста и сето наш со кое што треба да им се излезе во пресрет на жените. Уште еднаш ќе потсетиме дека секој понеделник во Промедика така го имате попустот со кој што сакате да привлечете што поголем број жени да го направат ехо прегледот. Да, и тековниот месец, тој трае неколку месеци, баш со цел што поголем број од женската популација да биде опфатен. Да, веќе го имате како пракса и во изминатиот период. период. Да, беше и нормално октомври е
таков месец, розев месец, месец за борба против карцином на дојката, и ради тоа решивме и тековниот месец таа акција да продолжи. Која ќе биде пораката за самиот крај? Знаете, јас секогаш на моите пациентки им велам дека најдоброто лекување е превенцијата. Прегледот на дојките е краткотраен преглед. Многу пациентки навремено ги откриле промените во дојката само затоа што одвоиле неколку минути за себе. Така да ги охрабрувам на пациентките редовно да прават прегледи на дојката, само прегледи на дојката, и редовно да се јавуваат на скрининзите кои што се за рано откривање на карцином на дојката, затоа што, верувајте, тоа може да им го спаси животот. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав ден, убав и пријатен викенд. Ново издание на Фактор здравје во понеделник во 9 часот и 15 минути.